На почетокот морам да кажам дека беше навистина тешко да се отвори прашањето на ЛГБТИ, особено во администрацијата. Иако работев, спомнав и претходно како раководител на сектор за еднакви можности во Министерството, сепак за луѓето од администрација прашањето за ЛГБТ беше табу тема. Значи, тоа навистина беше тешко. Многумина од нив не знаеа на што се однесува прво ЛГБТИ и уште помалку со кои проблеми се соочува оваа заедница. Но сега е друга ситуација. Не сум повеќе во Министерството, како што спомнав, но соработуваме со Министерството и можам да кажам дека донесовме на нова перспектива и ја подигнавме свеста на администрацијата која што работи, нели, треба да работи на овие прашања. Подобрувањето на човековите права на одредена индивидуа или одредена заедница, група луѓе, не значи дека некоја друга група луѓе ќе има уназадување на нивните права или можности. Мојата цел беше и секогаш е да се осигурам дека сите ранливи групи имаат еднакви права и еднакви можности за едно целосно, еднакво подеднакво учество во општеството и секако подеднаква корист да имаат од сите бенефиции кои што ги нуди општеството, од сите ресурси и заштитата во самото општество. Сметам дека луѓето кои што работат за човекови права, како во администрација, така и во меѓународните организации, имаат обврска да обезбедат еднаков пристап за сите, да ги слушнат проблемите на луѓето на терен, не од канцеларии, и да се обидат да направат промени кои што ќе им помогнат на сите ранливи групи да ги остварат своите права достоинствено во оваа општество. Кога тие луѓе не се вклучени во целиот, еве сега за економијата зборуваме економски процес, практично ги ставате на маргините и тие не можат својот потенцијал не само за себе и за своите семејства, туку и за општеството генерално да го реализираат и да придонесат. Напротив, тогаш треба, бидејќи немаат соодветни финансиски средства да остваруваат самите за себе, тогаш треба добиваат социјална помош од државата, бидејќи се во групата на социјално загрозени граѓани. Што значи двојна е штетата. Како општество зборува. Прво, не го користиме потенцијалот на сите тие луѓе, а второ, од буџетот издвојуваме средства за истите тие луѓе на кои што не сме им овозможиле услови, можности да можат целиот свој потенцијал да го реализираат во општеството. Секој треба да се бори против дискриминацијата, значи не треба да се крие дома и да се чувства отстранет од општеството, туку треба да се бори, затоа што сметам дека денес постои многу можности кои што луѓето може да ги искористат. Има многу механизми за заштита од дискриминација. Предност е секогаш, ако ја познавате добро околината во која што работите, во која што живеете и ако ги познавате вашите права, тоа помага да се обезбеди едно целосно вклучување и да им помогнете на луѓето да си ја развијат свеста за одредени прашања, зашто досега можеби не биле свесни или пак воопшто не ни знаеле дека со одредени постапки вршат или прават дискриминација. Тоа секојдневно го правам, не само преку работата, туку и во секојдневниот живот. Например, во соработката во училиштето, со родителите, каде што учи моето дете, така да навистина е важно кога луѓето не препознаваат дека прават дискриминација ненамерно, многу често, дека е важно тие кои што работат на овие прашања да им помогнат таа свет да се развие.